А сега веќе е време за нашата прва денешна гостинка. Уште еднаш да подсетиме дека ова е термин резервиран за гости од Аџи Бадем Систина. Ова утро со нас имаме ембриолог Даниела Христов. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Сузе, добро ни дојде и ти. Шарено, иако надвор е депресивно, да кажеме. Ама ќе се бориме, така? Мораме да се бориме, да. Повелете. Благодарам многу, поздрав до гледачите, поздрав и до нашата гостинка ова утро, како што кажа Искра. Секогаш првите гостини доаѓаат од Аџи Бадем Систина, која што е лидер во приватното здравство, не само во нашава земја, туку и во регионот, така нели? Да речам, доктор Даниела Христов, вие сте ембриолог, така нели? Вас, да. Предпоставувам дека и пациентите ве нарекуваат докторка, да, точно. но официјално ние вака ќе ве ословуваме по име, бидејќи така и вие ни кажавте, имате многу интересна професија, би рекла многу инспиративна за сите оние кои што сакаат да отидат подалеку од линијата и да истражуваат и да се обидуваат да создадат живот. А вие тоа многу успешно го правите во изминатите години. Ви честитам однапред и еве ајде да го поврземе минатото со сегашноста и да фрлиме поглед кон иднината, бидејќи ако зборуваме за асистирана репродукција или за она што сите популарно знаеме дека многу брачни парови не можат да се стигнат по природен пат со дете, па одат на инвитро. Ако тоа некако ни асоцира на она што се случува во овој век, од 2000-та наваму, тогаш приказката е од многу порано, така нели? Точно, да. Ајде да им ја отвориме приказната. Вака првен да разјасниме, да објасниме што е асистирана репродукција. Значи, асистираната репродукција е напредокот на технологијата, која што има за цел да им помогне на пациентите кои што не може да се остварат како родители. И според мене е еден од најубавите напредоци на технологијата, заради тоа што крајната цел е нели создавање на нов живот. Да. Инфертилитетот како дефиниција всушност представува неможноста на еден пар да оствари и износи здрава бременост во обид од 1 година незаштитен полов однос. И токму заради тоа, всушност, асистираната репродукција има две основни функции. Од една страна да ги занемари тие фактори, да ги исклучи тие фактори кои што влијаат за инфертилитет, без разлика дали се машки или женски, а паралелно со тоа да ја создаде перфектната средина на тоа ембрионче кое што се создава во лабораторија, перфектната средина на репродуктивниот тракт на жената. И сето ова да се одвива во еден менструален циклус на пациентката. Инвитро, како инвитро фертилизација, доаѓа од зборот инвитро, кој што значува инглас или во стакло, и заради тоа овие, бидејќи самиот процес на инвитро фертилизација се одвива надвор од пациентката, од телото на пациентката, и заради тоа овие бебенца се нарекуваат и бебиња од епровета. Историјатот на инвитро фертилизацијата започнува далечната 1978 година со раѓањето на првото бебе Луизи Браун во Англија од епровета. Оваа тема е многу убаво емотивно разработена во еден филм кој што се излезе од неодамна, кој што многу убаво ги објаснува двата фронта кои што секојдневно се случуваат кај нас, со кои што секојдневно се случуваме ние ембриолозите и пациентите на работа во оваа ситуација што го работиме. Тоа е всушност едниот фронт е ембриолозите и докторите кои што работат да ги создадат тие перфектни услови за ембриончињата внатре во лабораторија, а од друга страна борбата, неуморната борба и желбата на пациентите да се остварат како родители, а всушност и двата фронта работиме со една иста цел и победата е заедничка. Инвитро фертилизацијата, значи на почетокот, како што многу убаво се гледа во филмот, станува збор за некои, да речеме така, примитивни услови лабораториски, бидејќи се разбира се уште била експериментална технологија.
Во тој момент, во тие моменти, оплодувањето представувало само мешање на сперматозидите со јајцеклетката, едноставно мешање на сперматозидите со јајцеклетката, и точно заради тоа што не се знаело ништо во однос на потребите на ембрионот за раст и развој и условите кои што треба да ги има лабораторијата, се разбира дека стапките за успешност се мали. 1976 е постигната првата бременост. Меѓутоа, како старт на оваа технологија се рачуна моментот кога е родено првото здраво бебенце. Иако тоа е експериментална наука со многу неуспеси, тоа отвара една врата за денешниве технологии. Се разбира, напредокот на технологијата навлегува се подлабоко и подлабоко во оваа тематика и дознаваме се повеќе и повеќе во однос на финесите кои што премногу влијаат во однос на растот, развојот и постигнувањето на позитивните резултати и изнесувањето на здрава бременост. Значи, едни од напредоците, од тие примитивни услови, да речеме, од микроскопи кои што биле обични светлински микроскопи кои што имале за цел само да ја детектираат постоењето на таа јајцеклетка. Сега оди микроскопијата напред на инфрачервени микроскопи кои што можат детално да ја анализираат структурата, морфологијата на јајцеклетката, сперматозоидот. Од друга страна, со воведувањето, со експериментирањето на анимални ембриони, се добива се подетална анализа во однос на што има потреба ембрионот од нутритивни компоненти во медиумот за раст и развој. Така, всушност, 1992 година се постигнува и се раѓа и првото бебенце од Дикси метода, која што е всушност најголемиот чекор напред во однос на асистираната репродукција. Тоа представува метода која што денес ја користиме во рутинска пракса. Станува збор за интрацитоплазматик sperm injection или вбризгување на еден сперматозид внатре во јајцеклетката. Оваа метода сметам дека е една од најреволуционерните, точно заради тоа што го исклучува машкиот фактор како фактор, речиси целосно, бидејќи фактор за неплодност, сакам да кажам, речиси целосно, бидејќи овозможува ембриологот детално да анализира еден сперматозид, да одбере еден сперматозид кој што е морфолошки најубав и да го вбризга директно во јајцеклетката, овозможувајќи сигурност дека во таа јајцеклетка внатре има сперматозиди, да очекува оплодување, раст и развој на ембриончето. Она што кажавме дека медиумите стануваат, како тече технологијата напред, медиумите стануваат комерцијализирани и ги овозможуваат тие перфектни услови, бидејќи ембрионот е многу интересна работа, заради тоа што ембрионот се создава, оплодувањето се врши во јајцеводите, а животот и растот и развојот на ембрионот во бебенце се одвива во матката. Станува збор за две различни средини кои што нудат две различни нутритивни компоненти, и ако претходно тоа биле некои homemade направени додавани медиуми, со напредокот на технологијата се оди кон медиуми кои што првен разделено ги имитира првен од 0 до 3 ден ги имитираат јајцеводите, средината на јајцеводите, од 3 до 5 ден ги имитираат средината на матката во однос на тие пирувати, лактати кои што имаат потреба самите ембриони или глукоза кои што имаат потреба самите ембриони за раст и развој, за да денес да стигнеме до one step медиуми кои што од почеток до крај имитираат средината на матката. Сега со развитокот на вакви медиуми нормално се овозможува и создавање на инкубатори кои што ќе имитираат таа средина до перфектност. Значи, ако претходно инкубаторот е всушност матката или герминативниот тракт на жената каде што ги чуваме ембрионите, и ако тие инкубатори претходно поради непознавањето на технологијата и непознавањето на техниката биле некои инкубатори со
само топлински или само со CO2, потоа се дознава дека матката не е толку отворен систем со надворешната средина и треба да има пониска концентрација на кислород и се обезбедуваат тие перфектни услови во денешно време. Денешниве инкубатори или таймлапс инкубатори овозможуваат непрекината континуирана инкубација во перфектни услови во однос на кислород, во однос на pH, стабилно осмолалити или CO2 за раст и развој на ембрионот, за да се одржат тие нутритивни компоненти на медиумите како перфектна средина за раст и развој. Така ембрионот, ако претходно требало да се проверува секој ден, сега се остава во инкубаторот и исто како во природната средина, не му се менува на никаков начин, не се стресира на никаков начин, бидејќи овие микроскопи се имаат вградени софистицирани камери кои што ги снимаат ембрионите на 10 минути, всушност овозможуваат ембриолозите да ја гледат не само морфологијата на растот и развојот на ембрионите, да ги оценуваат врз основа на изглед, него и да ја гледат таа морфокинетика, односно како всушност ембрионот се развива низ тие денови. Друг напредок на технологијата од 1978 па наваму е воведувањето на замрзнување, односно криопрезервација на ембриони, јајцеклетки и сперматозоиди, која што исто така нов чекор напред на технологијата, токму заради тоа што овозможува да речеме една така одложена постапка, бидејќи во моментот на замрзнување за јајцеклетките, сперматозоидите и ембрионите застанува времето и после одмрзнувањето сите биолошки процеси се враќаат. Значи, ако претходно првично замрзнувањето било така наречено slow freezing од неколку сати, постепено со напредокот на технологијата, замрзнувањето е доведено, значи замрзнувањето е едноставен процес, колку и да звучи тоа комплицирано, да е едноставен процес на вадење на водата од ембрионите, јајцеклетките или сперматозоидите, навлегување, значи процеси на нисчекори на пипетирање, вадење на водата и навлегување на криопротектанти кои што имаат за цел да го заштитат тој ембрион додека тие клетки додека се на минус 197 степени зачувани во течен азот. Значи, напредокот на технологијата од тие неколку сати се стигна до 15 минути пипетирање, за сега веќе е 2025 е толку напредната технологија да целиот тој процес на одмрзнување или замрзнување на ембрионите е сведен на 1 минута. Така да пациентите кога ќе прашаат колку е тоа безбедно, дали е тоа стресно за ембрионите, чим некоја постапка е сведена на 1 минута, е постигната на 1 минута, значи технологијата е до тој степен развиена, ние толку и веруваме. Другите чекори кои што одат напред и нешто што можеби претходно се сметало дека е невозможно и некоја така научна фантастика, а денес е дури во нашата лабораторија и рутинска пракса, тоа генетско тестирање на ембрионите пред да се вратат назад во матката, бидејќи самата морфологија низ годините е докажано дека изгледот на сперматозоидите и изгледот на јајцеклетките и изгледот на ембрионот не секогаш означува дека е станува збрза генетски стабилен ембрион. А тоа е всушност една од најголемите причинители на негативни резултати или missed abortions или несакани завршени бременности. Генетското тестирање е сведено на рутинска пракса во нашата лабораторија и се овозможува на пациентите кои што имаат претходно неуспешни инвитра или кај повозрасни пациентки каде што се претпоставува дека создавањето на тие генетски нестабилни ембриони е поголем процентот.
Значи, се прави или PGD, кое што е пред implantation genetic testing инвазивно, каде што се кине дел од ембрионот и се тестира генетски во генетска лабораторија, или неинвазивно од самиот, значи до тој степен е стигната технологијата напред, да ембрионот да не се стресира воопшто, него во медиумот во кој што се култивира тие 5 дена внатре во лабораторија, едноставно има ДНК молекули од самиот ембрион кој што генетската лабораторија со различни алгоритми може да процени дали е тоа генетски стабилен или нестабилен ембрион. Значи, ова е сегашноста на инвитрото кое што го имаме. Сите овие напредоци на технологијата ја прават самата асистирана репродукција како технологија веќе од експериментална и достапна за само одреден број на пациенти. Ако 1978 била достапна за тие 50 или 20 пациенти кои што дошле во клиниката во Англија, за денес да е веќе софистицирана, современа медицинска пракса која што возможува на милиони пациенти да стигнат до саканите резултати, да се остварат како родители. Значи, ние сме така, како еден вид на магионичари, даваме среќа на различни семејства. Токму и Систина го оствари сонот на многу парови, на многу семејства. Првото бебе во Систина родено од епрувета е во 2002 година и неговото име е Ангел. И тој сега сигурно има 23 години, така, нели? И ова е навистина многу инспиративна и многу емотивна тема на која секогаш еве вака ни надоаѓа и понекоја солза кога говориме за создавање на живот и верувам дека и вие со такви солзи во пракса редовно се соочувате. Да. Јас честитам на целиот тим кој што вредно и посветено работи токму на овие проблематики. Еве на крај да заокружиме. Кои се најчестите прашања и стравови со кои се соочуваат идните родители? Најчестите прашања во однос на ембриолошкиот кон ембриолозите. Значи, прашањата би биле се разбира дали колку е сигурна таа постапка, дали може нешто да направиме внатре во лабораторија или јас како ембриолог да можам да гарантирам за успехот понатаму. Може би за полот да прашаат, дали може да добиеме кога веќе го правиме тоа, дали може машко дете да добиеме или женско. Тоа е едно дефинитивно од најчестите прашања, заради тоа што е нешто кое што е сепак ја кажам забрането да се тестира во нашава држава, така да не можеме да ги видиме, под микроскоп не се гледа полот дефинитивно, а од друга страна е забрането. Постојат технологии кои што го возможуваат тоа, меѓутоа е забрането. Законски не е дозволено, така нели? Јас претпоставувам дека ние би имале уште многу да проговориме на оваа тема, но еве само ќе кажеме кратко, ако фрлиме поглед кон иднината, што ќе кажеме? Иднината е навистина многу повозбудлива. Вештачка интелигенција веќе ни навлегува во секојдневниот живот. Како што навлегува во секојдневниот живот, верувате, иднината е многу повозбудлива дури од сегашноста и навлегува во многу големи детали од она до сега што го познаваме. Ако до сега мислиме дека знаеме се, сваќаме дека всушност вештачка интелигенција има одговори за други прашања. Значи, сите овие инкубатори кои што ги спомнав веќе стануваат екипирани со вештачка интелигенција, односно со алгоритми кои што биоинформатички ги анализираат сите тие слики кои што се добиваат од ембрионите, ја анализираат биоинформатички таа морфокинетика на ембрионот и на крајот на 5-тиот ден всушност сугерираат на ембриологот кој со веќе потврдени алгоритми кој ембрион би имал најголема потенцијал за успех. Така да доведено е да селекцијата на ембриони не е веќе човечка одлука, него е конзилијарно мислење со artificial intelligence, нели одиме напред. Другите напредоци се всушност веќе 2025 во април се роди првото бебе од целосно автоматизирана инвитро лабораторија, значи инвитрото се одвиваше во Мексико, а ембриолозите кои што ја контролираат таа постапка,
да речеме, од далеку беа во Њујорк, така да се оди кон целосно автоматизирање и исклучување на човечкиот фактор како фактор во инвитро постапките, се оди кон создавање на вештачки матки кои што се работат на животински анимални експерименти во моментот и тие вештачки матки би ги намалиле неможноста за износување или имплантација или износување на бременост. Да, навистина многу тема која е бескрајна, вака може да се говори. Јас ви благодарам многу што ни бевте првпат гостинка во нашето студио во утринската програма и верувам дека ќе си го продолжиме разговорот со некоја слична ваква тема која го допира почетокот на животот на еден поинаков начин од она што одредила природата, нели Искра? Интересно и инспиративно. И тоа како. Да, ви благодарам многу на вашето гостување, на двете на разговорот.